Ова е како Имате кач вето. моментот. Да. Кој како ќе почне прв? Лично. Епа, како одиме побратен азбучен ред? Ајде. Азбучен и абецеден, азбучен. Па азбучен ти си прв. Исто е, по азбучен, онда обратен азбучен ја би бил прв. Шубаво ме наместивте. Ајде, може што. Епа окей, ништо, значи завршивме со топ 10 албуми и мислам дека со топ 10 албуми беше многу полесно да се најде некој консензус. Песните прво е многу поинтимен избор. Второ, мислам дека тој избор многу варира во поглед на расположение. Значи, ако ме прашаш вчера, моите омилени 10 песни ќе бидат веројатно различни од омилените 10 песни денес, ама мислам дека некои сепак ќе се повторат. Така да направив јас една листа, 20 се тука, идеме со само 10, па потоа другите ќе ги убацувам ако случајно се поклопиме со вас. Ајде. Значи, на 10-то место ми е Гиш, Самовилска свадба. Интересен избор, тоа беше за Евровизија, така нешто? Да. И тоа ми е нешто што ми е најкриво за Евровизија, не е дека не победив Мелани, јас и тоа ми е криво. Ама многу ми е криво дека не отиде Гиш на Евровизија. Мислам дека кога ги бирам овие песни, секогаш гледам да има некој личен, емотивен момент. Значи, за мене Гиш е еден од најдобрите, можда најдобриот македонски вокал машки. А од друга страна и песната едноставно ме погаѓа. Што да кажам, не можам многу да објаснувам, освен дека имам емотивна реакција и секогаш кога ќе ја слушнам, се сеќавам на некое време што, не знам, ветуваше нешто друго за македонската музика, посебно за таа популарна македонска музика. Ако добро се сеќавам, од тогашниот избор нели за Евровизија, таа беше единствената песна што имаше некој сценски настап посебен, со нели со Да, така, од Соболчето излезе, да. Леле, да, така беше. Ема, тоа ќе беше стварно многу кул евровизиски настап, ама тоа е тоа. Не требало да биде. Девето место ми се Студени нозе. Не го спомнав албумот на топ 10 листата, ама стварно мислам дека е еден од најдобрите македонски албуми и пак и тука се мислев која песна. Дали ти си проблем, што е така малце по-слушана барем во последно време, ама решив да идам со Педигре. Се согласувам во целост. Мислам дека Педигре има текст кој што тогаш стварно ја долови ситуацијата во Македонија, ама за жал и уште ја доловува. Тоа беше само како песна и едната што преживува комплетно скоро како панк песна, некако баш панк. Така. Многу бесна, многу лута, многу полна со револт песна. А и продукција, мислам дека е Тоше Поп Симонов на тој албум. Цел албум, цел. И стварно, мислам, извадил нешто што уште држи. Значи, уште кога ќе го слушнеш, звучи кул. На 8 ми се Мадригали. И искрено, мислам дека е повеќе сакав да ставам нешто од Драган Карамфиловски Бойс и решив да изберам Здраво млади. Оти песната и во последно време ја слушаме често и фестивалот ни се вика Здраво млади. И има еден неверојатен настап на Мадригали во Песталоци. Со црно-бело е на YouTube, може да го најдете. И стварно мислам дека Бойс има направено за македонската популарна музика повеќе од тоа што му даваме кредит. Има напишано многу кул песни и со Макфест, меѓутоа и порано со групите, а ова мислам дека е баш многу забавна, многу позитивна, многу игрива песна. Личен елемент тука, Тоше Поп Симонов, мислам, беше продуцент на К15 песните, нели? Точно, да. Така, јас мислам, уште сум фан на тој првиот бран на К15 песни, таа првата. Не, кул беа, да. Седмица ми е една од тие песни што различни генерации различно ќе ја примат, децата ја обожаваат, а мислам дека е најдоброто нешто што го направил Слаткар, така да слаткаристика Димиџам. Соферус. Мислам пак затоа што е чуден хибрид, затоа што е забавна и ја обожаваме со фамилија да ја пееме. Да не збориме за
Да. Стварно? Озбилно? Како? Споменам сета. Па едно, Морам да ти ја пратам. да, Ваш дел. тоа после двата албуми негде му е нешто така. Тој Така период нешто е, кога да. веќе Тоа е со почна Тајзи, да- со Тајзи и со Ферус. Да, да. И мислам дека и како текст е многу смешна, многу забавна, а спотот е добар и Ферус е одлично компониран, така да за мене тоа ми е неговата омилена песна. Јако. А- Со супер избор за место. Шеска, сакав да ставам нешто од Фолтин, ама у последно време толку ми се многу ислушани што не можам да издвојам ни една песна што ми одскокнува. Ти некако кога ги слушаш на албум и вртат, па после малце се заситуваш. И тука е нели дилемата, дали да идам со некој албумски избор, песна од албум што многу ми се свиѓа, ама решив да идам со нешто што дури и не е Фолтин, него е Бранко Поседно, значи Пијан Славеј, а песната е Штета. Еј, да, од 2016 е таа. Така песна. нешто е, да. Тогаш ја избаци летото негде беше тоа. Да. Зашто И- не ми текна? Океј, продолжи, извини. Ништо, мислам, тоа е така. Романтична, тажна, убава гитара, убав текст. Еј, преубава. Некако, Затоа што не ја слушам толку често, секој пат кога ќе ја слушнам, викам, вау, колку е добра ова. Тенеп. Концептот самото име Пијан Славе ме вози, така да за се А, друго е. да, јако е. Така да, Фолтин не е на листава, ама присутни се со дух. Преку Пијан Славеј. Да, супер избор е тоа, крива ми е мене што не ми текна. Сега идеме у топ 5 и овие се више некои кои што стварно гаѓаат. Значи, не знам колку сте слушнале за тие истражувања дека некои песни кај некои луѓе предизвикуваат трпки. Кога лазат трпки кога ќе слушнете песна? Добро, не сите ги лазат, да знаете. Има истражување баш што е тоа што прави. Значи, тераат луѓе да си ја пуштат таа трпкастата песна и лежат у скенер за да видат што се случува со мозокот кога те лазат трпки. Овие 5 се тие дека што ме лазат трпки, значи стварно нема шанса да ја слушнам песната да не осетам нешто. А што вика студијата, зашто ги лазат трпки? Да, ја тоа сам да прашам. Види, ние као сега јас ја ставам капата за магнетна резонанса тука, можеме ние да извадиме некои приказни тука дека се активираат делови поврзани со сеќавања, па амигдалата, па што ти ја знам, на крај на краиштата никој не знае. Значи едноставно некои луѓе многу си ја доживуваат музиката и тоа е тоа. Добро. И одиме на песната за тебе. Петка, значи петка ми е Сав. И тоа е скопска ситуација. Тоа е првата што ја научив цела да ја рецитирам и нема, пробувам на некого да ја изрецитирам. Сега децата си ги гнјавам со тоа, меѓутоа пак песна што излезе у право време и за жал уште е релевантна. Така што ете тоа ми е рап песната во топ 5 и Сав ми е омилен албум, ама еве не ми е песна од тој албум омилената, ама сепак е во топ 5. Четворка ми е Архангел. И тука беше тешко, ти требаше една од Архангел, не ќе да идам ко Крапверк. Сите 10. И за мене е разговор без смисла. Може многу да бидат, значи другата беше и оваа за Мајаковски, значи таа ми е од третиот албум една од најубавите. Владимир, да. Ама мислам дека е сепак разговор без смисла, што знам. Опишува едно Скопје што ми е познато и ситуации кои што се можда универзални, ама има и личен момент. Така да дефинитивно таа од Архангел. И двете, и Владимир, и разговор без смисла се онека како тие што се на втора клапа песни, што има цела генерација, не генерација, баш повеќе генерации се, ама што им се тие омилени покрај тоа што не се толку истурени како овие другите. Не, баш затоа што не се. Мислам, тие исторените се феноменални песни, чисто има некоја истрошеност во нив и затоа, значи, и на албумите често ќе биде некоја што, ете, така, се подкраднала. И плюс кул е што овде има печатна грешка, тоест, не знам каква грешка лексичка, значи, не е без смисол, треба биде без смисла, ама песната се вика разговор без смисол. Трета ми е омилената песна од Леби Сол и тоа е Жива рана. Жива рана е од Бесконачно, текстот е на Стефановски и е најмокниот текст што го имам слушнато од Леби Сол. Можда најмокниот текст било кога, мислам, стварно ме гаѓа
Дали затоа што опишува човек кој што отишол во странство, сватил дека светот е луд и решил да се врати дома. Меѓутоа, толку е тажна, толку е разочарана, толку е полна со некој гнев, со некој отров кон светот, што малце нетипично за Леби Сол, ама многу, многу моќно. И за мене бесконачно е феноменален албум, а Жива рана ми е без конкуренција на омилена песна. Зашто не ми текнува во моментот како идеше текстот, сватив да го изгуглам на брзинка и за жал прво ми се појави Слави Трифонов и Куку Бенд. Кој да е тоа? Тоа го ќе правиме топ 10 бугарски. Еве ти, знаеш дека си го извадив тука за секој случај да треба да го покажам. Еве го од албумот. Ако сакаш читај. Важно. Клучниот е доста ми е, бежи ми се, али не могу начи пут, морам куќи, свет е луд. Значи тоа е Леби Сол, трето место. Второто го спомнав и кога правевме топ 10 со албуми, и тоа е Ке ме најдеш од Трачери. Кажав малце и за песната и тогаш, значи да не повторувам многу, меѓутоа песна што е и шлагер, и прекрасен текст, и затоа што е во купиме што е самиот одличен албум, одскокнува, едноставно поинаква е, значи не е толку со тој некој панк, неколку акорди стил на Трачери, туку мислам дека оваа песна ако се направи со посовремена попродукција може да свири било каде на било која радиостаница. А мене исто така, едноставно ме гаѓа од лични причини, значи се препознавам и сакам да ја слушам најчесто кога сум расположен, значи ме расположува. И број 1, мислам, нема шанси некој да ја ставил, затоа што е прилично обскурна, ама пак има лично значење, и број 1 ми е Bay the Fish. И тоа Bay the Fish со To All Angels. Не знам воопшто дали ја знаете песна. Не, ја знам јас, не. Ја заборавам, имаше период кога слушав доста Bay the Fish, ама... Значи, ова мислам дека не е на ниеден албум. Излезе во една компилација од тоа Нов бранд што беше зависна листа на 103 што одеше листата, Нов бранд 1 или 2, некој од тие првите компилации што ги правеа. И песната е на англиски. Супер е и текстот и продукцијата, ама тоа што најмногу ме гаѓа во таа песна е дента кога се регистрирав со жена ми, немавме некоја посебна прослава и отидовме на концерт у МКЦ и свиреше Bay the Fish. И не знам, едноставно пак мислам дека овие избори на песни се многу помалку за тоа дали имаат некаква долгорочна вредност, колку дали едноставно ти зборуваат, те потсеќаат на нешта. И не знам, за мене Bay the Fish to All Angels е песната по која што си го памтам. Почетокот на заедничкиот живот со жена, така да. Многу е кул што ја нема на YouTube, сакав да ја најдам и не можев да ја најдам. Така што до толку е обскурна. Да направиме да ја има тогаш. Па изгледа треба да ја ставиме, да. Да, со посвета. Инаку те сваќам за ова, уствари се случи тоа, че на првиот дейт со сегашната сопруга, во такси да не пати овој Summer Wine, сега новата верзија беше од Лана Дел Рей, сега практично постојано се пуштам оригиналната со Ненси Синатра. Така да... Нема, тоа е, за песни некако и не ми е страф да си признаам. Интересен избор, онака, не знам. Очекував Fault in the Night. Доста, како што се кажа, доста личен избор пред сенаца. Ајде, Ивица. Ивица, да, ајде. Мојот, ќе продолжам јас. Мојот е поприлично во линија со тоа што го зборувавме ние за албумите. Сега може немам век под 4 песни на Архангел, ама имам тука нешто. Така што, со тоа што поменувам, она баш ти тоа што го спомна дека песните денеска се менуваат, утре ќе биде некои други, заутре 4, 5, 6.
Така да 10-то место ќе за вечерва, Фолтин, еве со Архимето, нека баш како што се влегуваат со флейтата и така натака. Пошто и првиот пат кога ги видов во живо, тој момент кога влегуваат нека целосно како бенд со таа атмосфера што ја прават, тоа за мене па се Фолтино, нека и до ден денес и пијан славе и што друго да направат, за мене тоа ќе бидат Фолтино, нека до веки векова. До 2585 година. Второ најдобро влегување у музика, после една мала ми го штупна. Боже, не. Тоа е значи 10-то место, 9-то место Кирил Primitive Science. Зборувавме ние минатиот пат за нели електронска музика, така и баш за Кирил зборавме дека за малку бивме заборавани. Да, стварно. Имаше таа една година кога оваа песна се вртеше секаде. Нели беше само што излезен Dust. Ова беше со спотот од Dust, така со сцените од Dust. Да. Че оваа се вртеше секаде, мислам, може да пуштиш на журка, може да пуштиш било каде, секаде функционираше. И после тоа Кирил направи кариера врз основа на таа една песна. Мислам дека како цел албум као базирани на варијации на таа една песна. Стварно, да. Видам реално. Ама добре, јака е. Добре, да, стварно е добре. Да, мислам Таков драмен бейс е. За 8 место Апатија од Мозаик. Ги зборував Мозаик и минатиот пат. Ова е таа едната трака што мислам како што почнува така полека и доаѓа до рефренот, истото она што го зборуваше за Судбини нозе, дека е полна со без педигре и така натака. Ова е таа што од цел албум на Мозаик што е таков кога си има испади на без и така натака. Ова е таа едната која што вреска онака до кај што држат бели дровови во суштина. И едната за која што можеш да било кој да ме пуштиш и да се закачи, како да кажам. Кога е излезен албумот на Мозаик? 2000-2001. Тие се во рокот 2 години, мислам дека излегува сите тие 3 албуми, значи Мозаик, Прашалник, Сафизам нели излезе на плоча и новиот почеток на старата школа. Да. А со Лунчев што има после правено? Не сум сигурен. Дали освен некои со работки, ама мислам дека потоа застана. Знам дека имаше некои гостувања, мислам, не знам, на String Forces им гостуваше. Истата година, 2001-2002 беше за Тогаш е тоа, така, да. Да, тој период. Потоа нели со Last Expedition и со Мугер Фугер мислам дека има нека да, ама тоа е покасно, мислам дека 2004. Многу покасно, да. Да, не поише. Не. Така да, ама значи овде Апатија одно што го зборувавме некој пат и во однос на текст и на delivery и на сето тоа, кажав тоа дека со Лунчев на мен, некој кажа дека повеќе за некој друг, ако не се лажам. Онака, тоа е, да кажеме, тие 2 години се зенитот, а Апатија е, како за тебе што е скопска ситуација, за мене е Апатија. Каде сме? 7 место, еве, претходно имам ставено нова вера, нова Библија, ама бидејќи одиме со по-лични песни, ја ставам Владимир тука. Кол. И јас се мислев тука. Така да, исто Владимир, од аспект на продукција, мислам дека таа е можеби врвот на Архангел. Мислам, нели бидејќи освен тоа што имаш како бенд со гитари, нек класичен рок-н-рол бенд, по позадина има и камбани или така нешто што свири. Има повеќе промени на расположение во текот на целата трака, нели почнува така поигриво, а завршува со пак со некој вресак и така натака, со заекнување до крај на гитарите и сето тоа. Нема рефрен во песната, мислам целата песна само едно возење од почеток до крај. И како таква е собствено карактеристична, дури на било кој од албумите обично е нели verse chorus некако стандардно. Ова е таа едната што ме вожни. На 6-то место Лице од Анастасија. Од Анастасија имам 2 песни на листава.
лице, нели како што зборев минатиот пат, практично го бележува ноктурно како влезот и промената генерално на Анастасија од еден ден во друг. Така што мислам дека зборев доста за нив минатиот пат, не би се задржувал тука, меѓутоа ова е да кажеме на најсовршениот момент на албумот, заедно можеби со Мост. Пето место ми е Почестна стрелба од Мизар, со Ристо Врта верзијата. Да, само таа и... И ово го зборев минатиот пат. Да. Дека ова е таа што звучи совршено, сите други се верзии на тема кои што се така инфериорни. На четврто место Архангел пак, и последен пат што е Архангел на листа. Сеништа. Ова е од тие, ако Владимир од тие што не се толку хитовите, ова е од хитовите. Да. За тоа што ова е нели таа оригиналната верзија, албумската верзија. Да. Не unplugged верзијата. Ама и unplugged верзијата ќе ги ставам заедно сега. Затоа што комплетно мислам дека имате различен, да кажеме, различна резонанса имаат. Сеништа албумската верзија повеќе да кажеме таква борбена, не така борбена, туку повеќе со нека сила и јачина, која што баш има некој дух што е деској клипа постојано се преиспитува. Unplugged верзијата е многу порефлективна, многу порефлексивна. На некој кој што да кажеме ако албумската од 11 или на полноќ, Unplugged верзијата од 6 сат са вајле. Да. Наредба ми е Градот е нем од Мизар. И ова е последен пат што се Мизар на листава. И ова е верзијата од 88 година, оригиналната верзија. Или потоа има уште една верзија на Кобно Бавина. И повторно ова е таа верзијата која што звучи, да кажеме, поживо, поверено тоа што сакаат да кажат. Таа другата верзија е така повеќе како кавер да ова, значи таа е повеќе на втора рак. Иако истиот бенд, ама тоа друг момент. Овој пат Ивица затера со исти неколку групи у топ 10. Да, се трудеше, за албумите се трудеше да не ставиш два албуми од иста група. Не, на топ 10 имав по два албуми, некако. Имаш по два, максимум ти беше два, да. Максимум беа стално две и со песните да се по две, некој кажав. Добро. Може во топ 10 тогаш 5 ќе ставиме, не знам, од Архангел, 3 ќе ставиме од, не знам, како и да е. На второ место е Анастасија. Овој пат е Passover. На македонски како беше? Премин, ето, да. Затоа што е епик. Ова или трае 11 кусур минути со темата што се правила цело време која што те вози. Ова поминува и ако слушаш дома, не сакаш да знаеш сам да си, пак звучи фантастично. Оди на концерт со 10.000 луѓе, пак звучи фантастично. Нема простор во кој што нема да функционира. И ова е верзијата од пред дожд. Ова е верзијата од пред дожд, да. На прво место почеток и крајот падат на Византија. Додежда песна буквално звучи како почеток и крај на се. Мислам, дали збориме музички, дали збориме политички, мислам од аспект на текст, на некаква ангажираност и согледување. Дали е свирено 88 или 2020 година, исто како скопска ситуација што звучи постојано актуелно, така и таа. Ага. Почеток и крај. Да. Искрено, кога излезе албумов, кога беше лани, мислам. Не бе 3 години поминали. Желе 3 години. Го пуштив и очекував да биде малку повеќе мастериран. Значи, квалитетот на снимката е прилично лош. Не знам дали може да се најде нешто што е малце почиста верзија на почеток и крај. Или тоа е една единствена и во 2020. Јас колку што знам дека и таа старата верзија дека лайв снимка.
Значи, претходно беа некои 3 песни од Радо Невезенто се наоѓаат, се некои компилации и слични, така се наоѓаат песните повеќе. И Lives. Додам јас? Ајде. Да, тоа, окей, мене изборов ми е, да, личен, исто нормално. И беше многу тежок. Значи, за албуми одма знаев. Првите 4 места се Архангел, има нешто Фолтин, малце Саф, едно друго. Сега за песни, точно да, кога беше пред 2 месеци кога ја правевме листата со албуми, немаше шанси да се сигурно дел до овие песни, барем првите 5 места ќе беа исти, другите се секогаш мислам дека променливи. Сега приметив дека малце ми е така по-раперска листава. Сега кога ја гледам. И се мислев. Пак се мислев помеѓу различни рапови, што е најинтересно. А немав толку застапено рап на листата со албуми. Али ето очигледно така трзам на некои од песните што се, така да на 10-то место ми се чиста околина со Пуздар, што е едно од најдобрите македонски рап песни некогаш, мислам дека напишани, особено во тој период, кога, не знам, имаш така бендови како Most Wanted и она, вајда и со Сав се поклапаат, знаеш, тој период, ама Пуздар е некако, не знам, мисля, двој од све што е од тој период некако. И баш затоа така ја ставив. 9-то место ми е од Пистолеро далеку, тоа од последниот албум. Не знам дали го слушнавте. Таква една многу убава песна, пуна со носталгија, со таква некоја ретроспектива на некои ствари, не знам, иде пеша на некои места, онака кај што така, што знам, ми удрија некоја жичка емотивна. И иако албумот онака не ми залепи, баш, пошто што знам, веројатно ме начекал некој период кај што не бев баш многу расположен за да слушам Пистолеро. Али далеку онака, не знам, остана со мене, си ја пуштам така од време на време и има и многу добар спот, спотот да го гледат обавезно. 8-о место ми е Почесна стрелба со Вртев. Баш се мислев која верзија да ја одберам од Почесна стрелба. Мислам дека можеме да направиме топ 10 верзија на Почесна стрелба. Али на прво место ќе биде со Вртев верзијата, која што е сега на 8-о место кај мене. И што стварно е супер. Чекај, само прекинам. Имаш уште еднаш Ребека верзија на Почесна стрелба. Да. Кој имаше така? Да. Има со Таремски, има со Ребек, не знам, има Кукулеле може да има, не знам. Треба да провериме. Кој ќе пишеш Почесна стрелба на YouTube, што све ќе излезе. 7-о место ми е од СТР 2 Немој. Тоа е песна една од СТР 2. СТР 2. Да. Не, баш се мислев онака дали да го ставам Страйк, дали да, пошто беше ептен тежок изборот за ова. Баш као од СТР 2 има ептен некои многу други забегани песни, Блажи има некои скрос исто многу јаки што мислев да ги ставам у листава, али Немој ми е она као све што е бендот некако е у оваа песна. Као таква е мрачна, е напета, е рап, е се. Као мислам дека нема на ниеден албум, не сум сигурен ова. Ако грешам, fuck it. Ама мислам дека е сингл само 2014 е 100%. Мислам дека не е една албум, ама е една од најдобрите што ги имаат направено продукција на Гоце Сав. И 6-то место идеме пак со рап. За Даголот Фал. Исто се мислев, многу и сакам за Даголот. Фал е со спотот ден концерт на кој што не бев, пошто не знам што изговор сум имал онака као дента. Фал е практично само Паки онака еден од луѓево. Ама пак е некако звучи бендовски. Не знам дали ми е таква ради уживо така имам гледано после и спотот е таков. Не знам, онака многу јако мала е. Пене едно од имате еден куп добри ствари за Даголот. Се едни од подобрите рап бендови.
одржавава, фало онака епта добро мало, онака баш македонски рап ако треба да му даеш некој што не слуша Морам да признам, значи ми ставаш 3 рап песни кои што не ги знам. Ги знам групите, тоест вторите не ги знам песните. И се тука отварам у табови, ама супер, ќе ми ја збогатиш вечерва. Баш ми е драго. Пето место Pluto's Doubts, ова беше многу тежок избор затоа што албумот го сакам онака подеднакво од почеток до крај. И се мислев Самоглад, се мислев за Кула, се мислев за сите песни поред. И на крај се одлучив за Сизиф, песната што нели го носи името на албумот. И тоа е мојот избор као на пето место и мислам дека е од тие што остануваат као непромедливи. Епа, и кај нас многу врти, пошто таму е нели Рентентини Самаракатини. Така да и децата ја сакаат. Многу ја слушам. Преубава песна. Тоа име од Љубојна. Љубојна, значи Љубојна користи, не, тоа е стара брзозборка, мислам дека. Да, само конкретно они ми инспирира. Да, као интерполација од Љубојна, да, мислам тоа барем у интервју го кажуваат. Иначе да, истражувам баш да видам текстот како е точно, пошто не ја знаев. Од некоја причина и бев као, окей. Четврто место Верка Герданот, што е исто еден убав пример за македонски метал, што звучи автентично како целиот албум и се онака баш е ствар што не знам ја даваш на некој што ете македонски метал, еве ти од Верка Герданот сигурно нема да му давам Винтертрам или нешто такво. И као трето место во целост. Оригинално беше исто Герданот Верка во топ 10. Прејага. Да. Ги имаш гледано во живо? Верка, да. Како прегрупа на Soulfly. Ама тоаш не ги сагав. Тоаш онако бев прилично со многу поограничен вкус за музика од денес. Само денес од 2 години после тоа. Беше 2004 или 3 предгрупа со Сињак, предгрупа на Soulfly на Саем. И беше преако, ама не ги ценев тоа, што малку бев Верка, Серка, дај Soulfly, нека почнам, да разбираш, мислам, многу покасно ги скопчав. Верка многу ми е криво, затоа што во моментот кога ги сконтав, престана да свират некако живо. Има некој концерт, некоја промоција на моторни песни на која што не бев, како што не бев ни на еден куп работи. Јас бев на таа промоција се пропуштал доста. Таму звуча може јас што ги имам гледано некои 4-5 пати, тогаш бендот што по таа верзија мора да се гледа. Јевега, баш ми е криво. Ми штета што никад нема да ги гледаме пак така тој состав. Може дали тоа е. Трето место се Сав и тоа со Сав се со Виши Ментал. Многу ми се свија Виши Ментал. Не е на албум, искочи на некој микстейп пред 15 години можда. И као нели требаше ова, мислам, вака го памтам. Дека требаше нели да го најави Сафир, албумот што никогаш не им излеза. Вториот. И некако не знам. Многу песни сакам од Саф. Да, албумот ми е у топ 10 и еден куп други песни може би дошле на ред пред ова, ама ека некако баш преслушувам додека ја правев листа, викам Саф морам да ги имам. И гледам дека Виши Ментал некако највише ми одскок не овој пат, пошто имам периоди кога ептен се навлекувам на песна, ја вртам по цел ден и спотот е многу добар и се само со пики-сипи е без мила. Да. Кажи ми, кога ги слушаш, и за Ивица исто прашање, кога ги слушаш ствариве, најчесто ги пушташ у некоја плейлиста, значи, колку често ги слушаш овие песни што ти се у топ 10? Дали многу или си ги чуваш онака као за кога ќе треба? Ја и некои ги имам излуштано ептено слушање, онака, пошто многу често знам да земам една песна и да вртам на репит, онака додека не ми скурчи. Да? Да, и она
нека така глупост, не можам да се откачам, ме разбираш, ако пуштам друга ми се вири у глави, морам да ја пуштам пак и така до 7-8 пати сигурно. И има периоди кои пен сум навлечен на виши ментал и ми е она као уште рингтон ја немам стајано. Ја у основа вртам најчесто вртам албуми, значи и мене ми се случува да зашлајфувам на некоја песна, ама вртам албуми. И онда како што размишлев за овие 10 се песни кои што ретко ми се у ротација на албуми. Знаеш, така, тие ми се некој као место да си се тргнам и да си поминам малце време со песните. И се плашам дека ако премногу ги слушам ќе се изгуби тоа нешто. Не знам, мене лично од 10-та, односно ако гледам топ 20-та, повеќето ми се преслушани на времето и ретко ги пуштам вака само сега пак да ги ставам во листа или да се навратам на нив. Ама исклучоци има и тоа два, односно тоа се баш Апатија, доста често ја слушам. Баш посебно неа ќе се избрам заедно со зборот. Еј, таа е супер. Зборот е многу јака. Да. Значи таа и обавезно доста често пуштам Архангел, дали се нешто. Таа се од сите Архангел мислам дека се нешто најмногу ја пуштам, втора веројатно би било можеби Владимир. Ама така. Другите се преслушани. Значи така. Да, излитен. Подоста ќе збориме за топ 20, има неколку што се во топ 20 што ги имам што активно се вртат, пошто се ги понови. Ќе дадеме на тоа. Така. Cool, ајде. Второ место се Фолтин. И се мислев, знаев дека ќе биде песна од оваа трансплантирана машина. И се одлучив за 128 или 128 или како и да е. Која е сета? Безилки? Не, румени се руменото брат. Румени се румен. Да. Тој албум не знам совршенство и онака шо е да избереш, као рендом да изберев некоја, пошто не ги знам по бројкиве. Бројкиве се уствари BPM, така? Стварно, тоа ли е? Не знам што друго може да е. Онака баш сакам да видам да измерам и текна преска кога ја прочитав листава. И онака као викам шо, окей, вау. Било која избери стаја дека и види која е слушнија после и второ место, знаеш, што реално од сите се добри од албум. Али ова некако ми е, си имаме пен спомени, си имам првиот пат кога ги сконтав Фолтин, ги имав претходно гледано живо, тоа беше у иста година, ги гледав летото на Оревче и на таа нова година што бевме у ова, кажи го, у Хардок. Да, у Хардок, Сити Хол. И некако од тие два настапи, пошто беа као еден по друг, практично у размак од 6 месеци можда, оваа песна ми остави најголем впечаток. Знаеш, као, ако ги открив, да речеме, тоа лето и зимата ги гледав по втор пат свесно, Фолтин ги гледам, а не се натаксират, не знам, whatever, некој си таму и сум као, окей. Оваа песна некако највише ми се двои уживо, највише ми се двои така. Многу ми е блиска и ме врзуваат некои ствари битни. И затоа на второ место, одма до првото место, Архангел Хардкор, мојот омилен албум и песната што се вика исто како него. Хардкор, не знам што да кажам за Хардкор, можам до утре да зборам и да се присеќам онака на дешавки, кај што песнава играла голема улога и после нив и за времена и не знам, некако ова ми е песна, тоа ми е баш уште пред да го правиме ова со топ 10 песни, иако имаше на тоа што нели као листава, баш со другари онака седевме и правевме бојот кај која ти е најголема македонска песна, онака ова е таа, уште тоаш сконтав дека нема бољи, не знам, као ајде да престанам да зборам за Хардкор. Немам Тимсон баш. Леле, да. Стварно, Тимсон. Вау, тоа е дечки. Не беа сите 10 места Архангел, као што може би се очекуваше. Може да бидат, ама реков не. Да прашам после за Guilty Pleasures, така да мислете му ја. Ја од вас знам уште. Да, тоа е.
Ама еве, за овие не ми е срам да кажам. Guilty pleasure одма кажувам, ако збориме за евровизијски, пари. Како се каже? Да. Мичоата на Тију. Мичо. Мичо. Да. Па тоа уствари од истата таа година со Гиш, така? Што збориш, стварно? Да. Кул. Тоа Па, е. Кабер, ки кажуваш guilty pleasure, еве сега се отвори човеков. Да си кажам guilty pleasure. Кажи си. Полско цвеќе од Тоша. Не знам дали се сматра за guilty pleasure, ама онака као некој што касно го откри Тоша, знаеш, во Да, животот. не ја знам која е, каде е таа? На цвеќе. На Старите или по новите? па не знам, изгледа ќе е на прошлиот албум, не е на овој задниот. Што, ајде, морам да ја чуам. Значи тоа е онакво е Funeral Doom е онака најтажната песна на what the fuck е текстот. Као Добро. значи мора да ја чуете. Полско цвеќе ми е она као избори као ти кажам, не знам, многу е не знам дали е у таа категорија на guilty pleasure, знаеш. Може нешто друго очекував да кажам. Ама Не, guilty pleasure е guilty pleasure. да. Тоа е тоа, па што да она. Не сум го слушал Тоше многу. Многу касно го открив во животот. Сам касно го открив. Касно почнав да му го Касно ценам. фати чекор. Да, вајда. Да. Така да, таа е таа, тоа е guilty pleasure. Епа, мој guilty pleasure е Владо Јаневски. Стварно, која песна? И две песни се. Окей. И мислам дека многу блиску излегува една до друга. Едната е Апла руски плагијат, Тајна отровна. Така. Ама има многу кул спот. Убава рачна анимација е направена. Да, така е, да. А вториот мислам дека одма после тоа излезе Evergreen. И Evergreen е со спот со кадри од Мирно лето. Македонскиот филм Црнобел. Мислам дека е Мирно лето, а може и некој друг филм. Не се, од некој многу стар македонски филм. И не знам, тие некако ми идат као А и Б страна на сингл. И Не ја знам Evergreen, таа другата ја знам. тие се двете што не знам. Ја мислев ќе кажеш нешто ластовица, корпичка, нешто така. Тие нема што Тие не се ни guilty. Тие се ни guilty станата. Кукулеле. Има кукулеле. Знаеш дека Горан Стефановски има пишувано текст за Кукулеле? Стварно за која песна? Стамбул Озбилно. Чеј. Горан Стефановски. Сакате да ми кажете дека најдоброто влагање на македонска песна на Кукулеле почнува со една мала ми го штукна. Саш да ми кажеш дека на Горан Стефановскиот е текст сериозно. Јако. Така почна Талија. Една мала ми го штукна, така почнува со Стамбул. стариот пејач. Да, Да, таа е се песната, да, таа е песната. Таа е песната. Една мала ми го штукна. Со стариот, со Стив. Да. Да. Така беше. Тоа е најбољи влагање на македонска песна во историјата на музика. Ама не пази, со него има две песни, ако не се лажам, баш Кукулеле и Стамбул со се бардовци. Стамбул со се бардовци изгледа. Не, чекај малку, изгледа. Заради тоа ви кажувам. Може да е она доста Кукулеле. Да, таа е. Ова е друга. Една мала ми го штукна, значи нема тоа, не можеш да го извадиш од глава никогаш. Ќе кажеме неколку што ни се у топ 20 што Секако да. Ето, Ајде. кажи. Повели. ја многу сакам, значи тука имам неколку шкртки. Едната ми беше Триангл глинено око, пошто е стварно прекрасна песна. Ама едноставно сите други што се најдоа беа над неа. И другата што ми е шкртната ми е Телемама и Пиколомини Слободна сина. Многу е добра таа. Да, ја Фала за зборевме. препорака за албумот, да, ја гутапав од слушање. Прошлиот пат кога зборев. Ивица ти ја даде. Многу препорака. добра, да, прејак албум. Не, тоа е стварно прекрасна песна и не знам, пробувам малце поише да ги интерпретирам, интерпретирам текстот. Мислам дека има многу интересни и хомоеротски моменти и омажи на Вртев и мислам се е тоа така малце имплицитно, значи текст што остава да си го интерпретираш како сакаш. Али Телемама има прекрасен глас, Пиколомини е извонреден продуцент, мислам дека заедно се стварно Супер. Се согласувам 100%. Мислам дека она
сина е нешто доста во линија со сина ми милената боја, не? Па мислам дека да, значи најтоплата кога сината е боја, кога сината е најтопла, да. Ете, Ама не можам да скопчам, она збори дека се бацувала со другар му, дека со другар ти, девојката со значи веројатно со девојката на другарот, со дечкото на девојката што и се допаѓа, така? Така нешто, да. Ја мислам дека има као две перспективи на песната. Дека еднаш е од или не знам, да, има може да различни интерпретации нормално. Ја барем така интерпретирам понекад, знаеш, некад е од перспектива на женско, некад перспектива. Не знам, фак. Знам дека од женско перспектива. Цело време мислиш дека е истото? Да. Цело време. Можно е, да. Само дека е известно тепење време со машко кога нешто друго сега така. Да. Може гао сакаш да се да. Како да поентата на крајшта нека не е битен ни полот ни ништо дека. Да. Време за љубовта и сето тоа. Да, и треба љубов што се осеќа, нешто се дискутира, нели? Да. Преак текст. Тие ми се, значи што ми се шкртнати од топ 10. А не знам, имам македонска стрелба ми е во топ 20. На вртев верзија. Добро, окей. Да, друго имам од Берна и слажиме. Имам неколку рап ствари. РНС го спомнав, Жешка линија, МВР СВР. Уствари, не знам, може не само МВР СВР, него Бом Праскиза со има и трето дете. Да, тоа е одлепено. И што знам, нулта позитив. Имам доста рап уствари. У топ 20 имам доста рап. Имам нулта позитив Big Bang. Мислам, тоа е изворедна песна, извореден спот. Нече ми е име, а за него се крие. Тоа е еден од најпрвите македонски спотови. Мислам, баш скапи, добра продукција спотови. Како јас немам, ќе проверам, не можам да се. Има некој рап што не знаеш се. Да. Инаку МВР СВР, мислам дека во моментов се нешто што е така најживо, најактивно, најагилно на сценава. Цела екипа, мислам, по одредено време може да ќе имаат понека утка, ама онака како хитовите од друга страна се до тој степен се, да кажеме, како баш буквално како можеби next level некој, мислам, битола на мислам, Бом Праскиза, ова сега што беше исто така Марсупилами Флоу и спотот на Марсупилами Флоу, што е режиран од Принцес Донацу. Exactly, да. Фантастична екипа. Многу добар тим се. Да. Мене ми се многу интересни овие Зибом и Матој Фолц деца. Не ги знам кои. Деца се по Добре се. Деца се. Реално сум, вау. Дека нешто тоа менја, ама така пошто ги кажам се сосетив како знаеш деца, вау. Ја врска. Океј, бумер. Да, тоа стигам, вау, леле. Знаеш, баш се мислев, има една песна од Матеј Фолц се вика Лош син. Као причата е, као песната е напишана многу брзо од како починува татко му и као се обраќа у песната кон него. Знаеш, некако многу јако ме пукна. И не знам, онака ептен зрела песна од некој што е онака прилично млад, знаеш. Што онака уште еден указател дека нема врска години и такви работи. Прилично се зрели за нивните, не знам, 18-19, немам појма колку имаат, може и многу се кул. Не сум ги слушнал, треба. Да, чуј ги Матој Фолц, онака гледам дека ептен е имаш и со Дубер песна една сега пред некој ден, што искрено не ми се свиѓаше, пошто Дубер не ги сакам. Така да тоа да не тупам, дека иде друг. Добро, пошто цело овој разговор имавме, зборивме се за кои се агилни активни, Цецко е доста активен, значи за него нека мислам дека ако за некој знае дека ќе свири во 2040 Цецко, дефинитивно. Дали со Мугер, дали со нека трета формација не е битно. Да, цело време. Така што малце би ми било без веза да помине цело ова, не го спомнеме. Значи конкретно во топ 20 ги имав и Шефа од Scholastic Edition, али би можело комотно да биде So Many Loves Nexic. Таму е, ако не се лажам, Цецко исто инволвиран. Да. Така што
Душе, мислам дека исполнен минатиот пат од So Many Loves албумот може да се видите неколку песни, што се фантастични сами по себе. Исто така и Last Expedition чисто по лина која сме кај тој Love Давар. Да. Просто не може да не се стигне Love Давар, едноставно. Така што брат Македонскиот Walk This Way. Actually, ова прв пат го слушам, нали, не знам зашто не ми текнало порано тоа дека баш тоа. Мислам ако веќе сме кај кршење чаши Јонче Христовски може да се спомне колку. Де отидовме натака денес. Да, мислам, ама да бидеме реални, кај $40 ќе се спини Јонче Христовски is the man. Тоа он да ступа тука и тоа е тоа. Второ најбоље влагање улел. Така, Супер. Ајде. Тоа, супер, бидете добри и се гледаме. се гледаме. Ајде, поздрав, чао.